Почитувани, СДСМ продолжува со промовирање на мерките од својата политичка програма под мотото да ја вратиме средната класа во Македонија. Кон првичната содржина на програмата на СДСМ се додадени повеќе мерки врз основа на предлозите на граѓаните ширум Македонија. Ние граѓаните се сеќаваат, така и ја завршиве таа есенската кампања. Во текот на представувањето слушавме разни предлози од граѓаните во Македонија, потоа со мерки се приклучија и советите на партијата и целото тоа сега се заокружи во конечната верзија на програмата и ние сега продолжуваме понатаму со представување на мерките од програмата. Денеска ќе презентираме една од тие мерки во делот на економијата, поточно во делот на даночниот систем. Во првиот наврат кога промовиравме делот од даночниот систем, ние го кажавме нашиот предлог за воведување на праведно оданочување, односно за воведување на две стапки кај персоналниот данок од доход. Едната беше намалување на постојната стапка од 10 на 9% за годишни приходи до 720.000 денари, а за приходите над 720.000 денари двојно од таа стапка, значи оданочување со 18%. Дополнувањето кое сега го правиме во тој дел, тоа си останува, но имаме дополнување, е понатамошно ослободување или олеснување на тој даночен систем. Конкретно, нашиот предлог е враќање на средствата од персоналниот данок на доход на граѓаните кои имаат месечна плата до 12.000 денари. Тоа е тоа дополнување. Значи, освен онаа мерка за поврат на 15% од данокот на додадена вредност, сега ова е дополнување кај данокот на персоналниот данок од доход, значи за граѓаните кои имаат плата од редовен работен однос до 12.000 денари. Владата ќе им го враќа средствата кои што ќе бидат уплатени на име персонален данок од доход на секој вработен. Постојните лични ослободувања кај персоналниот данок остануваат. Значи калкулациите ќе се вршат после пресметувањето на тие ослободувања. Одиме со ова враќање на уплатениот персонален данок од доход, а не со обично ослободување целосно од данок на овие приходи, за точно парите да завршат не кај работодавачите, не кај припадниците на богатата класа, туку кај граѓаните, кај оние кои што се сега осиромашена класа, а нашата намера со програмата е да бидат средна класа. За да се постигне тоа прелевање, да не оди ослободувањето кај работодавачите, туку кај граѓаните. Затоа овој механизам на враќање и тоа е основната улога на владата, таа да биде прераспределувач, поправеден прераспределувач на доходот што создава од државата. Оваа мерка, како и онаа со 15% враќање на 15% од уплатениот ДДВ, е наменета за подобрување на приходите и на куповната моќ на сите граѓани на Република Македонија, но најмногу на оние со ниски примања. Затоа идејата е на враќање на данокот кај граѓаните кои што имаат плата од редовен работен однос до 12.000 денари, бидејќи така ќе се подобри нивниот семеен буџет, а со тоа и нивната куповна моќ. Според нашите пресметки и предвидувања, над 150.000 граѓани на Република Македонија, точно од онаа осиромашена поранешна средна класа, ќе бидат директни корисници на оваа мерка. Тоа е за денес во однос на мерката. Како што реков и на почетокот на денешната пресконференција, ние во следниот период ќе продолжиме со презентирање нови мерки од програмата, распределени по соодветни области. Тоа ќе следи во наредните недели.